Почитувани граѓани, почитувани новинари. Во време на глобална криза, кога и цената и побарувачката на важни земјоделски производи е на високо ниво, владата, предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија, презема чекори за помош и поддршка на домашното земјоделско производство. За таа цел, за прв пат се воведува програма за интервентен фонд за земјоделство во вредност од 250 милиони денари. Овие средства во голем дел ќе бидат наменети за поддршка на сточарството и за растителното производство, односно за житните култури. 120 милиони денари се наменети за субвенционирање на набавка на вештачки ѓубрива за производителите на пшеница и јачмен. Дополнително, поради високата цена на нафтата, годинава направено е усогласување и на износот за реализација на мерката зелена нафта, која е зголемена за 13%. Но, она што е исто така важно е што овој интервентен фонд се проширува со нови мерки за поддршка на земјоделците. Обезбедуваме дополнителни субвенции за набавка на вештачко ѓубриво и за сончоглед и пченка. Дополнително и за оваа година субвенциите за сончоглед ги исплативме пред почетокот на новата сеидбена сезона за земјоделците да можат навреме да сеат и да имаат пари за производствени трошоци. Минатата недела платежната агенција исплати над 450 милиони денари субвенции за поледелски култури, меѓу кои и за сончогледот и маслодајната репка. Почитувани, и во време на светска криза, владата предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија се грижи за земјоделството и инвестира во руралниот развој. Продолжуваме со реализација на мерки кои обезбедуваат квалитетно, конкурентно домашно земјоделско производство. Благодарам.